Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Граѓаните ќе треба да изберат помеѓу актуелната градоначалничка Теута Арифи и кандидатот на движењето Беса Билјал Касами во вториот круг од изборите. Арбен Таравари од Алијанса и Алтернатива и Невзат Бејта од ДУИ влегува во втор круг на гласање за градоначалник на Гостивар. Пожар во куќа во сопственост на 63 годишник од Гостиварско Дебреше. Ќе се води битка и во втор круг за избирање градоначалник на општина Тетово. Граѓаните ќе треба да изберат помеѓу актуелната градоначалничка, кандидатот на ДУИ Теута Арифи и кандидатот на движењето Беса Билјал Касами. Заврши првиот круг од локалните избори 2021. Граѓаните го искажаа своето мислење и го искористија правото на глас во сите општини во земјава. Излезноста во Тетово заклучно со затворањето на гласачките места изнесува 41,29%. Во однос на гласањето за градоначалници ќе се води битка и во вториот круг. И тоа помеѓу актуелната градоначалничка Теута Арифи која освоила 29,04% од гласовите, наспроти кандидатот на Беса Билјал Касами, која добил довербата од 27,37% од гласачите. Во Тетово од страна на ДИК се избројани сите гласачки ливчиња. Кандидатот на Алијанса за албанците Алтернатива Вулнет Мурсели освои 6165 гласа или 16,08% од гласовите. Сади Беџети, кандидатот за градоначалник на општина Тетово од ДПА, освои 3840 гласови, односно 10,01%. Хамдија Елизовиќ, кандидатот на СДСМ, 2373 или 6,19% од гласовите. Кандидатот од ДДП Африм Ибраими освоил само 378 гласа или 0,99% од гласовите, додека кандидатката за градоначалник на општина Тетово од редовите на Интегра Снежана Стојановска освои 5,19% од гласовите или во бројки 1989 гласа. Што се однесува до Советот, резултатот е следен. Најмногу гласови доби листата на ДУИ 10.114, а по неја Беса со 8.367 гласа. За листата на ВМРО ДПМН гласале 4.062 граѓани, за листата на коалицијата Алијанса за албанците Алтернатива 3.912, за листата на независните кандидати 2.842, за листата на СДСМ 2.672, додека за листата на ДПА гласале 2526 граѓани. Листата на Демократската партија на турците освои 957 гласа, Левица 907, ВМРО Народна партија освои 483 гласа. Арбен Таравари од Алијанса Алтернатива и Невзат Бејта од ДУИ влегува во втор круг на гласање за градоначалник на Гостивар. Таравари освои над 2500 гласа повеќе од Бејта, но за малку не го исполни потребниот цензус за да помине во првиот круг. Во Гостивар ќе има втор круг на гласање на локалните избори, во кој битката за градоначалник ќе ја водат Арбен Таравари од Алијанса Алтернатива и Невзат Бејта од ДУИ. Според првичните резултати кои ги објави Државната изборна комисија, Таравари на вчерашното гласање освои 15.724 гласа, додека Бејта 13.190. Разликата е над 2500 гласа во корист на Таравари, сепак тој за малку не го исполни потребниот цензус, мнозинство гласови за да помине во првиот круг. Довербата му ја дале 49,88% од граѓаните кои излегле на изборите. ДИК ги објави резултатите за Гостивар утрово. Ноќеска пак Алијанса за албанците славеше во штабот и на градскиот плоштад, убедени дека имаат победа во прв круг. Значи, поминуваме од прв круг со 55% од гласовите, односно 16.000 гласа од вкупно 31.000 гласови. Се надевам ДУИ да не направи сега некој криминал повторно со општинската изборна комисија. Се беше барем во прибројањето на гласови со сите записници, овие се гласовите што се регистрирани 100% на гласачи
и им честитам на сите гостиварчани што го направија овој избор. Ние имаме уште еден мандат во Гостивар, уште од првиот круг, иако целиот државен апарат денеска и деновите што поминаа беа во Гостивар, меѓутоа народот е секогаш посилен отколку барабите, бандите и државните институции кои што сакаат присилно да направат резултат кој што народот не го посакува. Од останатите двајца кандидати за градоначалник на Гостивар, Фадил Зендели од БЕСА освои 909 гласа, а Рената Елези од ДПА 333. На изборите за градоначалник вкупно гласале 31.524 избирачи, што е 38,88% од вкупниот број. Има 1368 неважечки ливчиња. Што се однесува до Советот, резултатот е следен. Најмногу гласови доби листата на Алијанса Алтернатива – 8856, а по неа е ДУИ со 8296 гласа. За листата на ВМРО ДПМН гласале 4300 граѓани, а за листата на СДСМ 2958. За листата на Демократската партија на турците гласале 2815 граѓани. Останатите листи имаат под 1000 гласови. На изборите за Совет во Гостивар гласале вкупно 31.459 лица, што е 38,80% од вкупниот број на гласачи. Неважечки биле 1111 ливчиња. Освен во Јагуновце, каде беше избран градоначалник во првиот круг на локалните избори, со сите други рурални полошки општини ќе се гласа на 31 октомври, односно во вториот круг. Во вториот круг на локалните избори за градоначалник на општина Боговиње влегуваат актуелниот градоначалник Альбон Джемаили од коалицијата Алијанса за албанците и Алтернатива со освоени 2878 гласа или 27,54% и Бесник Емши од ДУИ со 4942 гласа или 47,29% од вкупниот број гласови. Во трка за нов мандат и актуелниот градоначалник на општина Брвеница Енвер Пајазити како независен кандидат со освоени 1319 гласа или 19,07%, кој влегува во вториот круг заедно со Јовица Илиевски од ВМРО ДПМН, за кого гласале 2052 граѓани или 29,67%. Актуелниот градоначалник на општина Врапчиште Исен Шабани од коалицијата Алијанса за албанците и Алтернатива, кој освои 3946 гласа или 41,38%, влегува во вториот круг со Неби Реджепи од ДУИ со освоени 3298 гласа или 34,58%. Во општина Желино во вториот круг влегуваат актуелниот градоначалник Блерим Сейди од БЕСА со 3877 гласа или 15,83% и Фатмир Изаири од ДУИ со освоени 4296 гласа или 17,55%. Во општина Јагуновце, во првиот круг победи Димитар Костадиновски од ВМРО ДПМН со освоени 2412 гласа или 50,40%, наспроти Дарко Блажевски од СДСМ, за кого гласале 1976 граѓани или 41,29%. Медат Куртовски, актуелниот градоначалник на општина Маврово и Ростуше од СДСМ, со освоени 1563 гласа или 48,15%, влегува во вториот круг со Мевдет Џафери од ВМРО ДПМН, кој освои 1558 гласа или 48% од вкупниот број гласови. Во општина Теарце за градоначалничкото место ќе се борат Нухи Незири од ДУИ, за кого гласале 3818 граѓани или 40,82%, и Назми Таипи од Алијанса за албанците и Алтернатива со освоени 2362 гласа или 25,25% од вкупниот број гласови.
Од иницијативата Подобро за Тетово денеска одржаа пресконференција на која што се изјаснија за изборните резултати. Почитувани тетовчани, 2842 гласа плюс успеавме, конечно, еве го и клучот со кој ќе се отварат вратите на општината за граѓаните. Ова е добар почеток, Тетово да добие нов правец, со кој ќе се спречи проектот на деградација и понижување која му се прави со години. Тетово гласаше, Тетово одлучи и Тетово победи. Победи искрената заложба за решавање на маките на луѓето и проблемите на градот. Тетово е уморна од нечистите улици со дупки, од купиштата со смет, од кучиња скитници, од небезбедноста и мизерните услови на болницата, од урбанистичкиот и сообраќајниот хаос, од уништувањето и узурпацијата на зелените површини, мистериозните шверцувања на урбанистичките планови, како тој на Шикелак за Дака Давидовиќ, хонорарите за паразитите кои земаат плати без да сработат нешто, како и доснењата од по 3-4 месеци на трудот со пот на вработените на ЈКП. Победи нашата верба дека Тетово треба да стане град каде може да се живее, а не да се преживува. Нас не гласаа тие што ја сакаа промената. Ние нема да навлеземе во изборот на граѓаните, но јасно е дека поддршката за нас е поддршка за промената во Тетово. Новиот градоначалник го чека многу работа и отчет во следните 4 години. Подобро за вас, подобро за Тетово. Во најголем дел од поголемите општини во земјава ќе се одржи втор круг од локалните избори на 31 октомври. Државната изборна комисија веќе ги преброи гласовите и резултатите покажуваат дека во поголемите населени места има тесна разлика меѓу најголемите политички партии. За градоначалници имаме пристигнато резултати од 1662 места. Вкупно имаме пристигнато резултати 1662, вкупно избирачки места 3480, односно 47,76% вкупно. Советот на општини 1595, 3480, односно 45,83%, градоначалник на Скопје 685, 17,66% и Совет на општина Скопје 117 пристигнати резултати, вкупно избирачки места 685 и 17,8 имаме процент. Сум среќен што изборниот процес помина без никакви проблеми и се гласаше регуларно. Мислам дека законски се гласаше, дека ништо посебно не пречеа овие терминали, напротив помогнаа многу во процесот, така што не чувствувам, него сум среќен што се помина во најдобар ред. Пожар во куќа во сопственост на 63 годишник од Гостиварско Дебреше. Во полицискиот билтен се регистрирани физички напади. Во продолжение следуваат деталите. Вчера околу 13 часот и 45 минути полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, лишиле од слобода 37 годишник од Гостивар, кој претходниот ден физички ја нападнал неговата 29 годишна сопруга и незиниот малолетен син. Тој е задржан во полициската станица Гостивар за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, вчера околу 14 часот и 50 минути привеле 62 годишник од Гостиварско Речане, кој дента околу 13 часот и 30 минути во близина на селското училиште во кое се гласало. Физички го нападнал неговиот 52 годишен соселенец. Се расчистува случајот и против 62 годишникот ќе следува поднесок. Вчера во 13 часот во СВР Тетово пријавено е дека настанал пожар во куќа на 63 годишник во Гостиварско Дебреше. Во пожарот нема повредени лица, а опожарени биле дел од покуќнината, врати, прозорци, апарати и друго. Со интервенција на Гостиварската територијална противпожарна единица, пожарот целосно е изгаснат, а увид извршила екипа од Оделението за внатрешни работи Гостивар.
Во претходните 9 месеци од оваа година во Полошкиот регион поради управување под дејство на алкохол биле одземени вкупно 348 возачки дозволи и над 200 возила со истечена регистрација. Во изминатите 9 месеци од оваа година, на подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово, во редовни, засилени или локални контроли, а поради управување под дејство на алкохол, времено биле одземени вкупно 348 возачки дозволи, 277 во Тетово и 71 во Гостивар. На возачите кои возеле под дејство на алкохол, во овој период изготвени им се соодветни поднесоци и тие ќе се соочат со парични глоби, кои за овој вид сообраќаен прекршок се движат од 225 до 375 евра во динарска вредност. Покрај тоа, против сите нив ќе следува и заштитна мерка, времено одземање на возачките дозволи од 3 месеци до 1 година. Во периодот за кој станува збор, исто така времено биле одземени вкупно 218 возила, 162 во Тетово и 56 во Гостивар, најмногу поради истечена регистрација повеќе од 6 месеци, а нешто помалку поради буџавост. На собствениците на возилата, чија регистрација била истечена, изготвени им се поднесоци со парични глоби од 500 евра, а на оние кои управувале возила со преголема буџавост, поднесоци со парична глоба од 400 евра во динарска противредност. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието, следува спортски преглед со колегата Павле Симовски. Пријатно!